Владата и понатаму ги крие идентитетите на така наречените тајни хонорарци кои за само еден месец биле исплатени 37.000 евра. Со над 250 вработени во Генералниот секретаријат лани во декември, владата ангажирала дополнително уште 58 луѓе, ама анонимни, обелодени Призма. Проценките за транспарентност на премиерот Заев и повеќето функционери паѓаат во вода откако Бирн преку барање за слободен пристап до информации од јавен карактер ги добила сите фактури што биле исплатени преку авторската агенција Артпицк за декември минатата година. И покрај сите декларирани заложби за транспарентност, владата инсистирала тие да останат анонимни. Овој случај ја разгневи јавноста во која циркулираат неодговорени прашањата зошто во ковид криза власта плаќала надворешни лица за дизајнери, монтажери, советници за геодезија и истите да бидат анонимни. Од владата се правдаат со тоа дека ангажираните биле хонорарци, а не во постојан работен однос. Административни службеници кои се ангажирани привремено, до сега тие имињата на тие лица не се објавени. Не исклучуваме можност во консултација со надлежните институции за заштита на лични податоци и институцијата која да пристап до информација од јавен карактер, со сработка со нив и ако е неопходно и ако е дозволено такви имиња да ги објавиме, секако во духот на транспарентност и ќе ги објавиме сите имиња на тие лица кои веќе се ангажирани како хонорарци во владата. Заштитувајќи ја приватноста, владата под контото што се води како други договорни услуги, во декември 2020 година исплатила 58 фактури. Се чини дека оваа ставка е широко сметководствено покритие за под тој назив да се исплаќаат хонорари за разни услуги, пишува Призма. Потврда за тоа е што во 2019 и 2020 година преку ова конто се исплатени над 1 милион евра. Хонорарите се движеле помеѓу 30 и 70.000 денари. Темата за големиот број ангажмани пак во пиар тимовите на владата се актуелизира уште во првиот мандат на СДСМ од 2017 година. Оваа пракса е непроменета и денес. Во Генералниот секретаријат на владата има сектор за односи со јавноста со 4 одделенија и 17 вработени. Во кабинетот на премиерот работат уште неколкумина, а во секторите за медиуми преку 20-тина. Сепак владата и во овој сектор во декември ангажирала дополнителни 24 лица. Од антикорупцијска за случајот за сега не коментираат ништо, се додека не соберат доволно информации, пошто ќе знаат дали треба да се отвори предмет за така наречените тајни хонорарци.